Од Истражувачка репортерска лабораторија, моето име е Давид Илиевски. Јас сум Деница Чадиковска и денес ќе бидам ководител на овој подкаст. А ова е 13-тата епизода на подкастот Разговор во редакција. Во првиот дел сме заедно со Сашка Цветковска од Ирала и Мирослава Симоновска од Слободен печат. Така, овој пат обично во првиот дел секогаш имаме новинари од Ирала, меѓутоа сега имаме драг гостин Мирослава, која што е наша колешка и долго време соработуваме со нејзе, така да драго ни е што си дел од овој прв дел во подкастот. И мене ми е многу драго. Да, минатата недела го пропуштивме подкастот, немавме, технички прерипавме една недела, така да сега се враќаме повторно во истото темпо, секој втор четврток на YouTube и Spotify каналите на Истражувачка репортерска лабораторија и на МРТ1. Продолжуваме во редовните термини секој четврток. Разговор во редакција. Денеска имаме припремено, не можам да кажам дека е интересна тема, меѓутоа е тема која што е исклучително важна и мора да се разговара за да може некако да се помрдне да се променат работите. Ирала пред неколку дена објави приказ на која што се вика мртва тишина. Станува збор за жртва на лекарска грешка, која што беше доволно храбра да излезе и да се спротистави на и да проба да ја побара правдата за тоа што и се случило. Со нејзе и со правникот од млади правници ќе разговараме во вториот дел. Меѓутоа сега во овој дел од во првиот дел од подкастот сме тука да позбориме малку за тоа зошто се случуваат проблемите кои што се случуваат од два аспекти. И кога пишувавме најавата за подкастот беше дека во комбинација на децениско уништување на здравствените институции и нефункционален правосуден систем, жртвите на лекарски грешки немаат како да дојдат до правда. Се согласувате ли со ова? немаат како да дојдат до правда, а ниту жртвите, ниту лекарите може да дојдат до некаква разврска. Затоа во последните, сигурно во последната деценија најмалку, медиумите, не сите, но некои од независните медиуми се преплавени со сведоштва кои укажуваат на жртви кои што завршиле, некои со смртоносен исход, некои со фатални други последици по здравјето, поради сериозни сомнежи за лекарски грешки. На крајот на овие луѓе им останува да се молат медиумите да ги превземат нивните животни приказни, за воопшто да може да има и некаква реакција од надзорните институции кои би можеле да помогнат некако да се дојде до разврска и правда за овие луѓе. Бидејќи луѓето се оневозможени да делуваат и да добијат правда во судовите, бидејќи уште кога ќе дојдат во обвинителството, тие практично или немаат медицинска документација, или ја немаат сета, не може да обезбедат стручен надзор од лекарската комора, Министерството за здравство не е тука многу активно, само бара од лекарската комора никош ништо да направи. Тука и државниот здравствен инспекторат практично има повеќе институции кои се одговорни да спречат такви катастрофи повеќе да не се случуваат. И затоа постојат протоколи, или не постојат, не знаеме, во болниците, и затоа постои надзор. Кога нешто ќе се случи, и тоа нешто е необично, на прва изгледа дека треба да истражиме што се случило со тие луѓе, тоа мора да се направи веднаш и не треба да има изговори, но наши искуствата на граѓаните и нашите искуства со граѓаните покажуваат нешто друго. Нафрли неколку работи Сашка во делот особено на одговорноста на институциите за кои што ќе разговараме понатака. Мислам дека може да почнеме со она што го објавивме пред неколку дена, односно Деница заедно со колешката Маја Јовановска која што требаше биде дел од подкастот, меѓутоа не, и заедно со Сашка работеа на приказната. Може ли да ни кажете на кратко што се случува? Мислам за тоа да поразговараме прво со Дона Неделковска и кој е нејзиниот пат, односно кој е нејзиниот застој во целиот нефункционален правосуден систем. Дона Неделковска, само на кратко ќе кажам, бидејќи ќе разговараме повеќе за ова во вториот дел. Дона Неделковска е девојката која за малку ќе го изгубеше животот при породување со царски рез. Ја изгуби матката. Правдата е многу спора во нејзиниот случај, а можеби и нема никогаш да стигне, бидејќи година и половина после овој травматичен настан, она се уште не може не да започне нејзината правна постапка заради тоа што не добива одговори од институциите. Односно добива и одговорите се, работиме на случајот. И зашто сакав да го спомнеме чисто случајот на Дона за кој што ќе разговараме после, да даде Сашка малце момент на тоа кои се институциите кои што главно го кочат овој процес. Лекарската комора е една од нив. Меѓутоа тука во целата таа процедура има и други институции. Вака, има на пример државниот здравствен инспекторат
секако треба да ги контролира институционалните капацитети, болниците, и сите здравствени институции каде што се лекуваме, да се осигура дека постојат протоколи, дека постојат тие пракси, протоколи и се во функција, се во погон, да ги заштитат и да им понудат најдобро што може согласно нивните услови грижа. Проблемот, ние не знаеме, например, какви се нивните извештаи што констатира. Државниот здравствен инспекторат не одржал ни прес. Граѓаните едноставно немаат информации што се случува со овој надзор. Потоа постојат телата кои што го само регулираат, но во случајот коморите и го регулираат ЕСНАФ-от. Така е. Значи тие даваат лиценци за работа, да. да трнеме од тоа. Тие одземаат лиценци за работа. Тие на барање на министерот ги вршат стручните надзори. Иако министерот може да создава и посебни комисии да врши надзори. Кои што би биле дел од Министерството значи, за не е здравство. седа. Од друга страна, не знаеме какви политики има комората во функција, во погон. Меѓутоа, последен пат кога се видовме со актуелната председателка, тоа беше при снимањето на документарецот Нечиста крв, тие се жалеа дека не сите лекари сакале да бидат дел од комисиите. Може би некои аргументи беа на место, меѓутоа поентата е што прават они да ги променат тие работи за да може да делуваат на вистина како тело кој овде да го контролира ЕСНАФ-от, да го заштити ЕСНАФ-от и да ги промовира највисоките професионални стандарди кај лекарите. Ние не знаеме што прават овие луѓе. Освен што знаеме што не прават. Тоа дефинитивно го знае јавноста. Интересно е да ме потсети сега дека не сакаат лекарите, дел од лекарите да бидат дел од извештаите на лекарските комисии во лекарска комора, не сакаат воопшто да прават надзор над своите колеги, затоа што веројатно се плашат дека ќе најдат некоја неправилност. Таков беше случајот. Еве, сакам да кажам дека пред 2-3 недели дојде во Слободен печат една жена и кажа дека и биле отстранети градите после неточна диагноза за канцер. Да. Ми ги достави документите и нормално сакав да се консултирам со стручни лица, со лекари, со онколози за тие наоди. Дали е тоа вистина? Дека прво и кажале дека има канцер, па потоа патолошкиот наод покажал дека нема канцер. Верувајте, не можев да пронајдам лекар кој што би сакал да го коментира наодот на друг лекар. Ќе пронајдеш многу новинари кои ќе ја коментираат јавно работата на нашите колеги. Ние со нашата работа влијаеме за животни одлуки врз луѓето. И оваа фела со сите проблеми ги има многу копланини. Се уште има јадро кое што сака и се бори да имаме стандарди. Мислам, не ги исполнуваат голем дел од колегите, меѓутоа ние постојано сме гласни во комисијата за казни и санкции во Советот за етика. Сите ние сме биле и анализирани и нашата работа се пријавуваме едни со други. Да, постои некаков напор. Овде не гледаме така, напор. Да. Само да ти кажем, ве го излистав, додека сме тука. Ме интересираше како се однесувала комората некогаш, подсетена од предистрагата за Жан Митрев. И еве некогаш во 2002, во 2001, 2003 со овие архивски наслови, значи комората постојано ги информирала граѓаните што се случува. Например, комората со јавни соопштенија апелирала дека во медиумска кампања се злоупотребуваат деца за да се рекламираат болници. Во други наврати комората предупредувала за само рекламирање на одредени доктори кои по емисии тврдат дека некого лекуваат. Значи од такви мали примери може да се види дека постоела некаква загриженост за тоа какви услуги се даваат и некаква дистинкција помеѓу нели расипаните јаболка во фелава и сите ние останатите. Бидејќи на таа доверба да дава лиценци и да одлучува е дадена пред се не да ги заштити докторите лично, туку да го заштити угледот на фелата и со тоа да ги заштити граѓаните. Ако имаме углед, значи имаме високи професионални стандарди. Во тие болници, како овој случај што го кажа Мирослава, основното прашање е постои ли некаков протокол? Каде стигаат тие резултати? Кој ги превзема? Што се прави? Не може да е толку секогаш да е толку тешко и невозможно да се утврди било каков проблем. Секогаш е така, постои перцепција од страна и на граѓаните дека
лекарската фела некако не сака да биде самокритични, никогаш го нема оној момент како да речеме Сашка го спомна, тоа го зборевме на минатиот подкаст со Катерина Синадиновска дека сепак новинарската фела колку и да е лоша во моментов, има некаква самокритичност и пробува да си покаже со Има прст. одредени луѓе што го штитат угледот на професијата, што и така треба да биде. Затоа мене ми е многу чудно ова со лекарите, дека никој не сака зборува како оние да не разбираат дека ова само и штети на професијата. И доаѓаме до ситуација каде што се генерализира и сите доктори се нарекуваат лоши, а не е така, ние знаеме дека најголеми докторите се многу всушност добри доктори, да. Доктори кои работат прековремени сати, кои буквално Ова се тие работи кои штетат на угледот на сите доктори, значи не само на тие што направиле грешки. Сметам дека темата лекарска грешка е станата табу тема од причина што останатиот дел од граѓаните, ние не сме медицински лица и секогаш на тоа се вадат дека ние не сме компетентни. Ние не може да знаеме дали има лекарска грешка, мора да им се верува на нив. Па да, меѓутоа на што да веруваме? Они не се јавуваат со свој суд и став, како да веруваме на нешто што никој не го А да го има сподели. некои случаи што се многу јасни, како случајот Гледај, со Јалда Звеаповска. Да, ма постои Конкретно политика. зборам за нерегистрираната Значи, например, одредени ординација. колеги не сакаат да членуваат во комисиите за стручен надзор, затоа што, например, докторот, ова е еден пример од нашите пријави. Еден доктор кој што ни помагаше да расчистиме за една друга сторија одредени работи, не сакаше да ги зборува јавно работите, бидејќи стравуваше дека докторот кој е од една партија и кој е вработен со помош на централни фигури во власта и кој е роднина од фармакоиндустријата, има роднини, да речеме влијателен доктор, доколку било кој се нафати да врши надзор без него, тоа ќе има последици по нивните кариери и работни места. Работите малку се менуваат во тоа пуштање, со оглед на тоа што сега се кадар кој што секаде може да отиде и тоа го прави. Меѓутоа постојат притисоци, постои многу политика. Политика има во самиот избор во лекарската комора која треба да е независна, например. Политички се директорите во здравствените инспекторати. Ги кажува министерот кој ќе биде. Доаѓа нов министер, се менува цел состав. Тоа се не се институции кои ќе одговорат на граѓаните и кои ќе ги заштитат од лекарски грешки. Тоа е фатален рецепт. Тоа се институции со кои под гаранција ние ќе умираме низ болничките ходници. Сметам дека треба да има сали. барем некој минимален и максимален временски рок во кој што на пациентот би морало да му биде завршен надзорот од страна на лекарската комора, за да не се доведуваат пациентите во ситуација да чекаат 5 години за еден надзор да им биде завршен и потоа лекарската комора да има двоен аршин за тоа на еден пациент дека ќе му го даде извештајот од надзорот, а на друг пациент нема да му го даде извештајот од надзорот. Така, например, на Јалда Звеаповска, кога го завршија надзорот за незините... Може ли кратко само да ни кажеш што е незиниот случај, да? затоа што... Да, тоа е оние кои што не медицинска сестра од Дебар, која што отида во Струшката болница да се породи со царски рез, меѓутоа поради компликации кои што настанаа во тој царски рез, таа загуби 3 органи, матка, бубрек и јајник. На почетокот, кога бидејќи сум првата која што ја објави оваа сторија и првата која што комуницираше со неа, сакав да ја проверам сторијата, односно да ги проверам тие факти и му се јавив на лекарот кој што примарно ја извел хируршката интервенција и тој ми кажа дека јас провел операцијата совесно, дека лекувал како што треба, дека и го спасил животот и таа компликација која што се случила била неизбежна и дека во некои ситуации ета се случуваат работи. Меѓутоа, тоа ми го кажа со еден доста смирен тон, меѓутоа кога го прашав дали е точно дека дома има нерегистрирана ординација, тогаш малку се возбуди и ми кажа да не чепкам таму. Ти се закануваше? Ми рече, немој тоа да го пипаш. Значи, чисто за појаснување, докторот кој што работи на во државна болница... Докторот во тој период е директор на Струшката болница. Така. И паралелно си има своја ординација во својот дом? Не, замислете, тој директор го поставила тие што се на власт и владение. И тоа ние сите го знаеме и тоа е јавно на крајот на денот. И како затоа тој човек има и комоција да се заканува, затоа лекарската комора нема да ги дава стручните надзори. И лекарската комора во случајот на Јалда Звеаповска не сакаше да ја го даде надзорот, иако адвокатот го побара со полномошно
И на крај незиниот сопруг мораше да влезе во лекарската комора и да го бара буквално не со закани, ама Нервозно. Дајте ми го, со нервоза, дајте ми го надзорот, дајте ми го извештајот од надзорот и така му е даден. Не е на некој реално легитимен начин преку адвокат или иако имало барање за тоа. Добро. Тоа го сведочи самиот тој. А во овој случај со жената со отстранетите гради поради, како што кажува таа, неточна диагноза за канцер на дојка, незе воопшто не сакаат да ја го дадат надзорот и кажале, па ние го сменивме правилникот, ќе мора да го барате извештајот од надзорот или преку обвинителството или преку Министерството за здравство. И жената ме замоли да го замолам министерот за здравство да и го даде надзорот, па бидејќи верувам дека министерот за здравство како долгогодишен лекар ја гледа оваа емисија, еве во име на жената која што остана без гради поради лажна диагноза за канцер, го замолувам во име на пациентката да ја го даде надзорот кој што лекарската комора не сака да ја го даде. Затоа што спомна сега лекарската комора, ќе го вратам случајот со Јалдез. Во незината ситуација, докторот кој што работи со непостоечка клиника во својот дом, Мухамед Асани, каква казна добива од страна на лекарската комора и каква казна добива? Прво сакам да разграничиме дека во случајот со Јалдез Веапоска има два процеса. Едниот е за ординацијата на докторот дома, другиот е за работата на докторот во Струшката државна болница каде што беше директор. Тие се два засебни случаи. Случајот со органите е уште во тек. Случајот со нелегалната ординација е завршен, доби чинам условна осуда и му е затворена ординацијата каде што... И дури имаше еден период кај што он доби забрана за вршење дејност во ординацијата, а остана да биде директор на Струшката болница. Тоа апсурдно, не знам. Потоа беше сменет од директор на Струшката болница, морам да кажам, после голем притисок од јавноста. Да, и тоа е едно нешто што го спомнавме, дека од тоа што приметуваме, луѓето мораат да молат по медиуми да им ги покријат случаите за да добијат не разрешница, одговор да добијат од институциите, макар бил тој и негативен. Но и тоа ретко помага. Во многу малку од нашите јавни приказни за овие проблеми вродиле се успехи со плод, но на крајот на денот за сите лекарски грешки, за сите трауми, некои резултирали и со смрт на овие сограѓани и нивните семејства, јавноста е се што имаат граѓаните. Да. Немаат институции, нема кој да ги заштити, кој да ги застапува. Можеби затоа после се појавуваат тие прашања, не истраживте за ова, не напишавте за ова, не напишавте за она, односно таа перцепција дека ние сме на некој начин помокни од институциите, а не сме и не можеме да ги покриеме. Можеби забележува лекарската фела, можеби забележува дека во последно време има една негативна перцепција на лекарската фела, една недоверба. Причината за тоа е нетранспарентноста на лекарската фела. Причината за тоа е тоа што се чека 5 години за надзор. Ние воопшто не сме компетентни да утврдуваме дали нешто е лекарска грешка или не е. Меѓутоа, можно ли е статистички 100% од овие пациенти да се во криво? Можно ли е ниту еден лекар да не направил лекарска грешка? Што правиме? Па според статистиката на одземени лиценци на комората, така никој, сите се безгрешни, тие велат немаме доволно луѓе или... Сакам да го коментирам овој случај. Значи, случај каде што на пациентка во Струмица, во Струмичка болница, е извршено отстранување на матката, при што лекарот погрешка ги зашил мочоводите. На жената комплетно, значи не може престанува работата на бубрезите, спасувана е со многу комплицирана хируршка интервенција во приватна болница и случајот доаѓа на суд. Јавното обвинителство ја спроведува предистражната постапка во на вистина рекордно време, 9 месеци, поднесува обвинение, стигнува во суд, направено е вештачење од Институтот за судска медицина.
во него пишува лекарска грешка. Меѓутоа, и пишува дека во 30% од таквите операции подврзување на мочоводите е нормална работа. Иако е лекарска грешка. Што значи дека лекарот не го извршил кривичното дело, тешки дела против здравјето на луѓето и не се и така е тој значи, јас сега не ослободен би од знаела вина. дали е нормално или не, но тоа што не го знаеме во Македонија, ниту за приватните клиники, ниту за државните. Ние не го знаеме успехот на третманите, било дали се тоа хируршки интервенции, не знаеме со каков успех било каде завршува лекувањето. Секоја болница во развиените земји, па дури и во помалку развиените земји како Македонија, и објавува годишни извештаи, вели толку ние не знам еророт на тие операции, такви грешки. Ние немаме поим како се лекуваме и колку е успехот. И што се тврди. И не знаеме што е, затоа не можам да знам дали е ова често или не е, ништо не знаеме. Мене не ми е логично во 30% од операциите да завршите на 6,5 часовна операција отпосле и да ви е загрозен животот. Се враќам на муабетот кој што го кажа и претходно, дека ние како новинари и јавноста како јавност не сме компетентни да носиме суд дали нешто е лекарска грешка или не е, меѓутоа она што е важно и она што може да го заклучиме од разговорот до сега е дека институциите кои што се одговорни да ги носат тие судови, а тоа е Министерството за здравство, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, лекарската комора и докторите кои што имаат ингеренции во ова, се оние кои што потврлаат и не успеваат да ги заштитат граѓаните, да ги докажат или да кажат дека тоа не се лекарски грешки. И статистиките, како што каже и Мирослава, ако лекарската комора досега во последните 5 години нема одземено ниту една лиценца, тоа значи дека сите доктори се безгрешни и сите овие случаи кои што излегле во јавноста од страна на медиумите за сомнеш дека постои некаква лекарска грешка, се ги фрламе во вода. Она се што јас имам сомнеш и не сакам да го заборавиме, прв пат вака јавно го кажуваме, ИРЛ истражуваше лиценца на еден наш познат хирург и ние не можеме да добиеме се уште година и половина информации каква диплома однел овој човек во лекарската комора и како станал субспецијалист по една гранка во хирургијата. Мислам дека знам по година кој и половина не викнаа на увид, откако имавме многу жалби, комуникација со Агенцијата за заштита на правото до слободен пристап до информации и по долги конфронтации, нашиот тим репортерки отида во комората и таму го чекаа адвокатите на докторот. И сега Сдруженијето, значи тие веќе имаат страна и тие биле постојано со нив во дослух како да ни одговора. Значи не ги сметам ни кредибилни информациите кои излекуваат од таа институција, да бидам искрена. Значи не може да понудат ниту разврска, ниту решенија. Меѓутоа, сега Сдруженијето на новинари подготвува уставен поднесок за ова прашање. Како што кажа претходно, фактички лекарската комора ги штити лекарите, а не ги штити здравјето на луѓето, професијата, угледот на професијата и на филмот. Поидата на комората е да ги штити лекарите, да се грижи дека тие ги имаат професионални предизвици, дека ќе работат во добри услови, но тоа е само еден дел. Другиот дел е да го штити угледот на филмот, буквално да ги ставиме на јавно расменати оние кои навистина го загрозуваат угледот и кои им штетат на луѓето и да ги пофалиме и охрабриме другите. Јас не знам на ниедно поле што прават овие луѓе, но ако ги прогледате медиумските архиви, не постои бирање на председатели на управен одбор на комората без големи политички интервенции, најчесто од оние кои ја имаат централната власт. Ева да ја видиме работата на новинарите. Ние кога известуваме за некое прашање, еве како на пример последно беше прашањето со починатото девојче во Битола, 6-годишното девојче во Битола. И сега за тоа известување ние имавме изјави од родителот, кој што бил присутен во болницата додека девојчето било третирано. Иако излезе точно тоа што го кажа родителот, дека навистина на девојчето му било дадена гликоза, новинарскиот пристап беше критикуван. Тој случај се уште нема никаква разрешница, чекаме да видиме што точно се случило, чекаме да видиме што точно се случило. Работата е дека како новинари ние мора да собереме информации од повеќе страни.
Не може да биде спорно земање на изјава од некој што бил присутен таму. Не може тоа да биде спорен новинарски Така, пристап. меѓутоа повторно се враќам на истото. Ама не- Нашата работа е да известуваме. Работата на институциите како Министерството за здравство, лекарската комора и инспекторатот се да ги истражат овие работи. И во услови во кои што овие институции потврлаат да си ја завршат нивната работа и да испорачаат она што е потребно за да го заштитат здравјето и животот на граѓаните, понатака ниту правосудниот систем кој што иако е нефункционален не може да ги испорача да ги испорача работите кои што да испорача правдата на граѓаните. И тоа ја Прашање- покажува статистиката, извини Мирослава, само ова мислам дека е важно да се каже дека само во кривичниот суд во Скопје во последните 10 години за кривични дела, тешки дела против здравјето на луѓето и несовесно лекување на болни има само вкупно 13 правосилни пресуди, само 13 за 10 години, уште еднаш. Ама кој е прогласен виновен? Од кои? Да, од кој што нема од виновници? кој едва има. затворска казна добил само еден лекар Од година и пол. од година и половина, а Една мала останатите се парична казна Така. и една условна казна. И другите се затвор од 3 ослободени месеци, луѓе. ако не го повтори делото, Другите нема постапки да... се прекинати сите скоро. Да. Повторно се враќам нистото некако да заокружиме темата дека ние како новинари нашата работа е да известуваме и да дадеме светло на случаевите кои што не може да ја добијат правдата. Затоа и ќе разговараме понатака со Дона Неделковска која што ќе е една од луѓето кои што ја бара правдата во овој нефункционален систем. Меѓутоа, работата на институциите како лекарската комора, како државниот санитарен и здравствен инспекторат мора да најдат начин како ќе ги заштитат граѓаните, затоа што ние да објавиме приказна, тоа може да биде само базирано на изјави од страна на експерти И на документи. Да, меѓутоа, оние кои што треба да ја утврдат фактичката состојба за дали станува збор за лекарска грешка или не станува збор за лекарска грешка, не се новинарите и не е јавноста, туку се овие институции кои што најверојатно не го прават тоа. Добро, и лекарите за среќа, за несреќа или за среќа како се гледа, ама еве за наша несреќа, за нивна среќа, многу лекари емигрираа и сега За за жал. некои случаите што ги работиме многу полесно наоѓаме лекари кои не ги коментираат од странство, кои не ги коментираат овдешните третмани кои се продаваат како супер ексклузивни. Да, така Затоа што што некако тоа го е сумираме. Нив не има лесно, само ова го зборувавме и пред А наоѓате ли од на докториза не има Македонија лесно. лекари кои што ви Многу, коментираат? не, значи дури ни за бекграунд да провериш дали нешто се случило и што дали си, значи едно е да имаме мислење, не сме лекари. Да, едноставно Да, не и сака да го коментираат тоа што се дела од случи со- нивната струка, ама бидејќи некој друг лекар, нивни колега го завршил, тоа Но во е најмала рака наша должност е, не мора да го снимаме, да се осигураме дека ќе имаме повеќе вакви лекари кои барем он бекграунд ќе ни ги кажат во позадина како се работите, ќе ги верификуваме процесите. Ова е добар сегвеј кон она што сакам да го поразговараме пред да завршиме, почне да го соопштиме. Приказната нечиста крв со која што се соочивме со многу вакви проблеми додека работевме во делот на тоа, ни беше екстремно тешко да најдеме луѓе со кои што ќе може да разговараме и да ни помогнат, да не насочат и да ни дадат било каков коментар, дури да не е on the record, дури она да е on background, за да ние знаеме каде да продолжиме да купаме по документи. Доби 2 награди во последните недела дена, едната е од Сдруженијето на новинари, една е од Македонскиот институт за медиуми за најдобра истражувачка историја. Фере да кажеме дека после долга и макотрпна работа и после многу напади кои што беше редакцијата на ИРЛ изложена поради оваа приказна, признанијата од овие здруженија е значителна за нас, така да се надеваме дека сега судот е на ред да види што ќе, тоест обвинителството па судот. честитки колеги. Фала ви. Фала. Фала им на македонската лекарска фело од диаспората што ни помогна да верификуваме многу работи, ќе се препознаат. Случајот со Жан Митрев во моментов е на суд, првото рочиште беше одложено, меѓутоа очекуваме дека судот ќе биде малце тоест обвинителството и судот ќе бидат поекспресивни и ќе може да ја спроведат постапката брзо до крај. Мислам дека е доста за овој прв дел, можеме да преминеме и да ги викнеме гостите. Ви благодарам. Вториот дел од подкастот со нас е Дона Неделковска, девојката која што реши да ја сподели својата приказна со јавноста и да ја побара правдата, која што во моментов е заглавена во некаде во нефункционалните институции. И Гоце Коцевски од Сдруженијето на млади правници, кој што е адвокат на случајот на Дона. Со нив двајца ќе разговараме малку околу тоа што се случува со таа една агонија која што поминува низ сите овие нефункционални институции.
Дона, со Маја колешката и со Сашка работевме твојата приказна. Кога дојде кај нас во канцеларија, каже една реченица што многу ми остави впечаток, меѓу другите потресителни работи што ги раскажа. Тоа беше дека после случката уствари, луѓето околу тебе се труделе да не ја спомнуваат, да не го спомнуваат тој травматичен настан, веројатно за да вознемират, но ти се што сакаше е сите да дознаат што ти се случи. Од каде најде храброст? Од каде најдов храброст? Едноставно ми беше нешто што ми тежи и сакав да бидам искрена, затоа што знаев дека кога ќе го кажам тоа се што ми се случи, дека прво мене ќе ми олесни, ама сигурна сум дека има и многу други на кои што може би ќе им помогнам, ќе ги спречам да одат во таа институција или не знам како. Едноставно сметав дека тоа е правата работа што треба да ја направам. И така се реши. Гоце, го слушаш и првиот дел од подкастот. Од каде е застојот со случајот? Што е главниот проблем и според тебе каде мислиш дека институциите потврлаат за да може да се испорача правдата и во случајот со Дона? Вака, како некој кој што доаѓа Сдруженијето на млади правници, јас сум правник, меѓутоа правната помош која што ние обезбедуваме преку мрежа на адвокати. Во однос на конкретниот случај за кој што денес разговараме, ние за случката разбравме преку социјалните мрежи и како организација која што се фокусира на давање на правна помош на вакви специфични правни прашања за кои што е можно тешко да се дојде до одредена правна или судска разрешница, ние искомунициравме со Дона и преку една од нашите адвокатки ја започнавме онаа прелиминарна постапка за прибирање на докази. Значи, во контекст на утврдување на постоење на лекарска грешка, секогаш кога постои сомневање, првиот и најважен чекор е започнување со прибирањето на докази дека постои одредено сомневање дека лекарот или лекарите при постапувањето сториле одреден пропуст поради кој што настанала одредена штетна последица. Добро, и пред да продолжиш во случајот со тебе, кој е сомнежот за лекарската грешка? Што се случува? Сомнежот 5 дена после царскиот ред, значи 5 дена јас имав многу драматични симптоми, за кои не беа направени скоро никакви испитувања. Не бев проследена кај други лекари. Едноставно не се случуваше ништо. И на моје инсистирање, дури 5-тиот ден бев префрлена во друга болница, во Скопје овде. Чувствуваш дека имало комплетна негрижа од страна на здравствениот персонал во сето? И игнорирање на драматични симптоми. Знаете и сами. Така да сомнежот во однос во конкретниот случај е дека здравствените работници пропуштиле да превземат действија кои што биле должни да ги превземат, имајќи ги во предвид спецификите во кои што се наоѓала Дона. Значи таа се наоѓала во ситуација после царски рез. После царски рез сите оперирани треба да бидат предмет на надзор, едноставно да се следи нивната здравствена состојба. И секој симптом кој што укажува на одредено сериозно влошување на здравствената ситуација, а што впрочем во конкретниот случај и се случило, бара од докторите да преземат соодветни действија, дали дијагностички, дали терапевски, со цел да се спречи прогресирање на состојбата и настанување брзи и итни действија. Токму така. Тоа е клучно. Да. А што се, продолжи. А во конкретниот случај, значи имаме период од 4 до 5 дена во кој што на инсистирање на Дона таа е пренесена во друга здравствена установа, каде што е донесена во мощна лоша здравствена состојба и каде што се констатирани сериозни и животно загрозувачки состојби по незиното здравје. Така да, во конкретниот случај, прашањето кое што треба да се утврди е дали здравствените работници кои што ја лекувале неа, ги превземале сите действија кои што биле должни да ги превземат, ги упатиле на сите терапевски индикации кои што биле должни да ја упатат согласно нивните стручни упатства и стручни правила
и дали како последица на нивното несторување всушност настанала штетната последица. Добро, ја и пластично да почнеме. Вие како мрежа на адвокати, од каде почнувате да ги прибирате доказите? Што е она што треба да го соберете за да можете да ја отпочнете постапката судска? Имаме две клучни институции. Значи првата е Министерството за здравство, втората е Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Важно е да биде многу јасна дистинкцијата во однос на надлежноста на овие две институции. Добро. Министерството за здравство е орган кој што врши стручен надзор, меѓутоа тој стручен надзор се врши преку соодветните коморски здруженија. Значи, ако пропустот е направен од страна на лекар, тогаш е лекарска комора, стоматолог, стоматолошка комора, фармацевт, фармацевтска Значи, комора. министерот за здравство бара од некој од коморите да изврши стручен надзор за случајот. Во случајот на Дона побарано е да се изврши стручен надзор од страна на некој на лекарската комора. Да, од страна преку адвокатката која што ние ја обезбедивме, беше поднесено барање за стручен надзор до Министерството за здравство. Министерството за здравство бевме известени дека целата информација е пренесена до лекарската комора и тука настанува застој на целата работа, односно и по година и повеќе ние немаме апсолутно никаква информација дали е формирана комисија, ако е формирана комисија, кои се активности ги има превземено и воопшто што се случува во однос на конкретниот предмет. А зошто овој стручен наод е особено важен? Паралелно, секој кој што смета дека е жртва на лекарска грешка, може без никаков проблем да поднесе кривична пријава до јавен обвинител. Така. Меѓутоа, за таа кривична пријава да има одредени елементи на сигурност, одредени елементи на сомневање дека дека постои лекарска грешка, мора тоа да биде соодветно подкрепено. Едноставно изјавата на пациентот или член на неговото семејство во јавно-обвинителски контекст, имајќи го во првиот обемот на работа со кој што имат јавните обвинители, не секогаш ќе може да убеди јавен обвинител дека во конкретни случаи ќе наредиме изведување на ќе наредиме веш наод и мислење. Така да овој документ е особено значаен во она за да може да се отпочне во обвинителство некаква постапка, за да има основ врз кој што обвинителството ќе отпочне некаква токму така. Да. Некаква постапка. За да го ставиме некоја временска рамка, сега ја свати дека би било добро кога се случува настанот. Настанот се случува јули 2021. Така, и понатак Но јас го кажав јавно дури во декември истата година. Така. Доби медиумско внимание известно време. Потоа малце имаше... Јас, у суштина, го одржувам уште со Гоце во првиот разговор. Он ми кажа, треба да си проактивна, ако сакаш воопшто било какви резултати. Јас тоа го сватив здраво за готово и не го оставив година и пол. Сега повторно случајот е актуелен, ама апсолутно без никаков ефект. Барањето за стручен надзор беше поднесено, баш сега проверив, на 3 јануари 2022 година. Така да имаме година и 2 месеца. Во кој што од лекарска комора немаме никаков одговор за стручен надзор. До снимањето на овој подкаст, мора да кажеме дека немаме одговор, иако додека се правеше сторијата, додека комунициравме со лекарска комора, тие неофицијално најавија дека ќе има до среда четврток, помина среда четврток. Неофицијално. Да, и има изјавено дека застојот настанал поради тоа што биле зафатени со пандемијата. Што изговор кој што секоја од институциите го користи, секоја од институциите може да го искористи. Една работа што ние кажуваат многу често е дека они не се ни обвинителство ни суд. Тоа сакав тебе да те прашам како би го искоментирал ова. Само и на кратко и кажа сега колку е важен тој стручен надзор. Тоа воопшто не е спорно дека извештајот од стручниот надзор не се смета за веш наод и мислење и не се смета за доказ кој што ја нема истата доказна сила како што има веш наод и мислење. Меѓутоа образложив зошто е тој неопходен во оние почетни чекори. Затоа што искуството нас ни покажа досега, особено кога се работи за лекарска грешка во која што ова може би ќе звучи многу лошо, меѓутоа во кој што нема настапување на смрт како тешка последица. Во тој случај лицето, пациентот, пациентката кој што се има соочено, единствено што им останува е да го пријави, да поднесе кривична, ако се сомнева дека постои одредена лекарска грешка, да поднесе кривична пријава до обвинителството. И тука веќе обвинителството товарот се префрла таму. Меѓутоа, поради објективни, а некогаш и субјективни фактори, обвинителството
додека дојде на ред разгледувањето на таа кривична пријава, па земање на сите искази, па ако се определи дека окей, ќе се побара, ќе се нареди изведување на вешт наут и мислење, и овде се станува збор во таа така наречена предистражна постапка. А знаеме само и по себе колку е тромаво обвинителството кога станува збор за случаеви, токму така, да. Се работи за еден гломазен, особено гломазен апарат. Јасно ни е на сите во однос во каква ситуација се наоѓа правосудството. Точно и тоа дека многу од обвинителствата сега се соочуваат со недостиг за кадар, особено во однос на водењето на предистражните и истражните действија. Така да постои објективен. Меѓутоа, друг фактор кој што и како влијае е и вештачењата. Кој што тие вештачењата се пресудни во конкретна кривична постапка за да се утврди што се случило и дали постои некаква. Сега зборуваме за судското вештачење, така. Тоа е веќе вториот дел од процедурата во случај кога обвинителството веќе ќе ја започне предистражната постапка. Тоа не е судско вештачење, тоа е вештачење кој што го бара обвинителството. И кое го прават повторно лекари. Така. Да. А кој го спроведува тоа вештачење? Да. Додека трае предистражна постапка на почетокот, јавниот обвинител е тој единствен кој што може да нареди. Оштетениот не може да нареди судско вештачење. Оштетениот може да побара мислење, тие се така наречени технички советници, меѓутоа тие немаат правната сила на доказ. Така да неопходно обвинителството да најде вештак, меѓутоа во праксата се соочува проблем, особено кога се работи за одредени специфични области од медицината, во кои што во нашата држава немате многу лица кои што се лиценцирани вештаци и тогаш повторно се јавува проблем доколку едниот вештак има одредени лични релации со лицето за кое што треба да вештаци, па тогаш основано има право да го одбие вештачењето. И затоа во такви тоа е еден објективен фактор кој што уште толку ја оневозможува ефикасната истрага и оневозможува да дојдеме до една разрешница правна во однос на постоењето или непостоењето на лекарска грешка. Добро, ја спомна лекарската комора, рече дека два аспекти се многу важни, Министерството за здравство, меѓутоа втората институција е Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Ајде малку за тоа, може да ни објасниш која е процедурата која што треба да води, пошто се две посебни процедури кога станува збор за Министерство за здравство и лекарска комора и овој инспекторат. Државниот здравствен и санитарен инспекторат е инспекцијска институција. Како таква тие се надлежни за контрола на законитоста. Така. Контролата на законитоста означува дека нивниот фокус е да се констатира дали во конкретен случај одредена здравствена установа, одреден здравствен работник повредил некоја специфична изречна законска одредба. Добро, и функционални се ли? Прават ли нешто? Во одредени случаеви да. Например, затоа што здравствениот инспекторат може да констатира дека не се задоволени просторно-техничките услови во одредена здравствена установа. Може да констатира дека лицето кое што било на должност не требало да биде на должност. Може да констатира одредени проблеми во начинот на управување на здравствената установа. Така да зависи од случај до случај. Во одредени случаеви наодот и мислењето и свештајот од страна на овој инспекторат може да придонесе. Меѓутоа, каде завршува ограничувањето на овој инспекторат? Во однос на стручност, во однос на оценката, во однос на дали во конкретниот случај здравствениот работник, работничка ги превзеле сите оние деца кои што можеле да ги превземат согласно упатствата, согласно протоколите, согласно правилата на струката. И тука се јавува оној дел каде што е неопходно да се навлезе во однос на каде што треба да се навлезе во тоа дали здравствениот работник е донесел правилната оценка имајќи ги во предвид она што треба лекарска комисијата од лекарска комора. Информациите кои што ги имал во моментот, со какви ресурси располагал, терапевтски, диагностички, така да тука е оној дел кој што здравствениот инспекторат не може да го прави. Добро, и сега го кажавме техничкиот дел на тоа како би требало да биде процедурата. Имаш искуство со ова. Сметаш ли дека во Македонија жртвите на лекарски грешки може да дојдат до правда со ваквото функционирање на институциите? Мислам дека самите бројки покажуваат дека скоро речиси е невозможно да се дојде до правда, од причина што самиот систем на кој што се оставени. Најпрви имаме закон за заштита на права на пациенти. Законот е
во голема мерка нефункционален и во голема мерка не одговара на прашањето што ако мене ми се случи нешто додека се лекувам во здравствена установа. Понатаму, кога ќе се случи нешто во здравствена установа, делот со доделување на медицинската документација, доделување на сите извештаи, исто така е мощно и деликатен. Третиот дел, кога се работи за смртна последица. Значи, Законот за здравствена заштита кај нас се предвидува особено јасно. Значи, ако некој почине веднаш по примањето во болница, ако почине за време на терапевтски или диагностички третман, ако се работи за необјаснива смрт, постои обврска за спроведување на обдукција. Меѓутоа, за жал, кај нас во таквите ситуации се прави нешто што се вика да се бара од семејството, да се консултира семејството дали дозволува обдукција. Согласно. И ова во праксата оневозможува, ако вие немате, особено кога се работи за смрт, кога не може да се констатира кауза мортис, вие имате објективен проблем да докажете што се случило во конкретниот момент. Значи, конкретен и краток одговор е дека не. Да, секако. Дека немаш. Како се чувствуваш кога ќе се надоврзам слушнеш? само, ако може. Ако слободно не. Еднаш имам прочитана една реченица дека само мртва и почината жртва е совршена жртва, затоа што само таа жртва ги исполнува сите критериуми и има поголема надежда да добие правда поради обдукција. Но што правиме со сите жртви кои се оштетени на поинаков начин, инвалидитет и слични последици? Каде треба да се обратат тие за правда? Кој е патот? Како се заштитени пациентите? Имаше еден мощен, интересен случај кој што можеби во јавноста не беше многу актуелен. Значи, тоа беше пред 7-8 години во интерес на заштита на личните пациенти, на личните податоци на пациентката нема да одпределено, меѓутоа се работи за мало место во внатрешноста каде што постои општа болница. Жената се наоѓа во 37-ма гестацијска недела, значи ред пред породување. Жената поради губење на рамнотежа паѓа и го повредува стомакот. Оди во општата болница и потенцирам, тоа се работи за општа болница, каде што по снимање се констатира дека кај плодот се намалува срцевата акција, дека е неопходен индициран итен царски рез. Меѓутоа во општата болница, која што по сите стандарди треба да има опрема за да се изведе таа интервенција, во конкретната општа болница не било во можност тоа да се стори. Жената е упатена во на неблиската клиничка болница. По пат жената прокрварува, станува хипотонична, губи свест. Кога стигаат во клиничката болница, детето е мртво, плодот е мртов, жената и вршат комплетна хистероктомија и отстрануваат матката. И тогаш имаше стручен надзор. И во стручниот надзор мощне и ова е мощно интересно. Мощно изречено беше упатено дека причина зошто се случило целото ова е затоа што општата болница не била соодветно кадровски и технички опремена. И сега, значи не станува збор за индивидуална лекарска грешка, за системска. За системска. И ние се обидовме. Океј, значи веќе утврдено во стручен извештај дека има системски пропуст. Ние се обидовме да го адресираме тој системски пропуст. Иницииравме граѓанска постапка, некривична, против Министерството за здравство како надлежно тело и конкретната општа болница. За жал имавме многу сериозен проблем да најдеме вештак во конкретниот случај. Успеавме да најдеме, меѓутоа сепак на крај судот со едно многу штуро, несоодветно образложение, едноставно преиде преку тоа. Значи едноставно тоа не може да се тврди дека постои системски, па окей, ако е системски не можеме да го јасно идентификуваме чива е одговорноста, во смисол мене ми е нејасно како може да не се идентификува одговорност кога станува збор за луѓе кои што носат политички одлуки, кои што влијаат на овој систем и кои што доколку направиле системот да е таков како што е, треба да бидат одговорни за истото, токму така. Наречи дека имало стручен надзор, го занемарија он тоа мислење? Токму така. Значи, едноставно кога се изведува доказите, повторно беше делот на причинско-последничката врска. Затоа што стручниот надзор, зборовите употребени во стручниот надзор беа доволно јасни. Меѓутоа, нели, во правото, особено во облигационото право, мора да има каузалитет мощно јасен. Значи, многу висок степен има на каузалитет кој што се бара. Тој каузалитет заради
проблемите во однос на обезбедување на вешт наод и мислење, као да, меѓутоа можеби дури ако имало дека поради оваа причина се случува оваа последица. Нешто слично на примерот што се спомна од страна на Мирослава за 30%. Значи на некој тој начин беше. И значи ние во тој случај баш свесно го водевме и инвестиравме во тој случај за да се утврди дека не постои само лично, дека имаме системски и дека за таа системска треба да одговараат носителите на функции. Меѓутоа за жал повторно кога доаѓаме на ред на правен терен, навистина никога ги имаме аргументите, многу тешко и речиси е невозможно за да добиеме. И жалосно е што е така, затоа што од ова што го работиме сега во моментов неколку вакви приказни случаи со Дона, претходно случајот со нечиста крв, претходно сме работели неколку други случаи кои што ја го опфаќа здравствениот систем. Очигледно е дека политиките во државата се носени на начин на кој што не ги заштитува здравието и животот на граѓаните. Ние имаме во последната влада сменето 3 министри за здравство. Ако очекуваме дека еден министер може за една година да направи некакви реформи во овој здравствен систем, тоа е, мислам, нереално. И ако постојано ги менуваме, не смислиме некаков долгорочен план кој што ќе може да се постави да го поправи овој расипан систем, јас стварно не гледам начин на како ќе пациентите кои што се жртви ќе ја добијат правдата. Да, тоа ми беше и мене, например, што доколку јас не пишев јавно на Facebook, каде требаше да се обратам? Значи, апсолутно пациентите не се информирани. Прво, второ, ова се само неколку случаи што ние ги знаеме, што излегле јавно, а колку ги има што не немале храброст медиумско внимание. Не само тоа, туку воопшто не ни споделиле јавно, едноставно немале храброст. Знам, затоа што добив многу пораки јас кога го објавив случајот, за слични случаи како мене. Едноставно, но и тие луѓе немаат доверба во системот од јасни причини. И не знам, затоа што има застој буквално во секој чекор. Каде да се пријави? Што дека ќе пријавиш, треба да се чека за одговор многу долго. После што правиме со тој договор? Што е следна постапка? И на следното ниво повторно ќе има некаков застој? Добра, не те обесхрабри целата таа процедура, затоа што ја викаш дека од една страна приватно ти пишале многу луѓе кои што имале исто слични Да, ама нема безхрабри, не знам. Премногу сум мотивирана, не знам зошто, како што ме праша и Деница. Не знам како да ви објаснам, едноставно сметам дека промена може да се направи само доколку се збори јавно, искрено и транспарентно. Ја сакав исто да те прашам, бидејќи ти сподели со нас, мислам сподели на социјалните мрежи дека се бориш со посттравматски стрес после овој настан. Да. И се ова сега што го слушаме, колку е комплексна, колку е измачувачка оваа процедура на барање правда, како се тоа влие на посттравматскиот стрес со кој ти веќе се бориш. Дали мислам дека многу често го занемаруваме психолошкиот момент, дека жртвите освен што преживеале таков настан, потоа се оставени сами на себе или во најдобрите случаи со луѓе како Сдружение на млади правници да им помогнат, но пак заглавени во лавиринтите и како тоа дополнително влие на веќе лошата состојба психичка во која што се наоѓаат. Психолошкиот момент првично е запоставен дури од најблискиот круг на луѓе. Друго, посттравматскиот стрес, знаеш како ти си живееш најнормално и сметаш дека се е ред, дека не ти влие, ама например кога јас сега со вас соработувам и разговараме цело време на една иста тема, ама кога ми го пративте текстот за да го прочитам, кога беше готов, не можев да го читам цел, затоа што такви има некои моменти кои ме враќаат назад. Јас цело време си живеам со тоа, немам никаков проблем. Ама дефинитивно е многу занемарен психолошкиот момент. Поддршка имаш од блиски, ама морална едноставно може да те разберат само тие кои што поминале низ исто. Затоа јас и добив такви пораки, затоа што луѓе во мене гледаат и утеха, и спаси, и мојата борба едноставно не е само за мене, туку е за сите. Така да тоа ми дава храброст. Но како се чувствуваш кога гледаш дека еве година и пол уште нема одговор од лекарска комора? Се чувствувам во суштина исто како и на почеток. Мотивирана сум, можеби не за правда, едноставно сум упорна за било каква промена. Можеби јас нема да го истерам правда како по книга случајот, ама еве гледате и сами дека се повеќе и повеќе луѓе излегуваат јавно и кажуваат, не викам дека е тоа заради мене, туку едноставно промената почнува со еден чекор.
Јас сум среќен да слушнам дека во вакви услови на комплетна недоверба во институциите си мотивирана да продолжиш да го туркаш случајот до крај Сум затоа што како што кажавте претходно, сега барем имаме социјални мрежи, имам платформа, зошто да не ја искористам за нешто вакво? Така. И се надевам, само извини, се надевам дека ќе се охрабрат и други пациенти, други жртви на лекарски грешки да тргнат во тој пат да ја докажат правдата. Го сметаш ли дека има начин да се стигне до правда? Не може да се оствари правдата без сериозно и мощно активно излегување во јавност. Да. Затоа што се покажа дека јавноста не е идеален, меѓутоа може да придонесе и да ги поттикне институциите дека тие постојат за граѓаните, а не се изолирани во нивните супер светови каде што. Значи, ово што се случи со Дона е само една од илјадниците кои што се имаат. Меѓутоа, тука постои дел од нашиот менталитет. Ќути, добро е што се жива, добро е што се спаси. Мене таквите коментари ми беа дополнителна мотивација. Так, и во контекст на психичката. Носењето со траумата бара одреден вид на разрешница, еден вид на closure. Да. Во контекст, затоа е особено важно да постои правна разрешница со која што ќе се утврди. Особено повторно сега ќе се навратам на случаите каде што има смртни последици. Затоа што на семејството му е неопходно да знае што се случило со нивните блиски. И ако одбивањето или на некој начин одолговлекувањето на тоа сметаат дека со тоа ќе ги заштитат здравствените работници, јас тука воопшто не се согласувам. Напротив, мислам дека овие крици на јавноста треба и како да бидат слушнати од страна на лекарската комора, не заради друго, туку заради да си ги заштитат својата сопствена професија. Ние сме целосно свесни дека нивната работа е особено специфична. Се работи за минути, се работи за некогаш кога навистина. Во мојот случај се работи за 5 дена. Да. Меѓутоа многу често се добива дефанзивен став. И тој дефанзивен став го разбираме. Јасно, ама лекарската комора со нивната инертност се само се учесници на и причина да се случуваат се повеќе и повеќе случаи, како што кажавте вие, доколку, значи, они треба да ја заштитат лекарската фела, нивниот углед. Со вакви постапки, еве гледате и сами какви реакции има за најмали проблеми во здравство, значи никој апсолутно нема доверба во ниту една установа. Во ништо, комплетна институционална недоверба. Апсолутно не е дека сега луѓето после мојот случај ќе немаат доверба во болницата во Тетово или во друг некој во Битола, едноставно генерално на едно државно ниво апсолутно има недоверба во здравствените институции. За жал, има премногу добри лекари, апсолутно тоа да се напомене, но поради ваквите случаи некако сите ги ставаме во ист кош, дека системски има проблем кај сите, што не е фер, и тоа мислење лекарската комора треба да го промени тоа мислење. И како? Јас ќе го вратам само разговорот на оно што го кажа Гоце, дека е многу деликатна работа кога станува збор докажување на лекарска грешка и одлука на доктор, затоа што и ние имавме оваа дискусија пред да го снимаме подкастот меѓу нас интерно, дека некој станува збор за одлучување во една секунда и тоа е одлуката на докторот дека е најдобро за да може да му помогне да го спаси пациентот, меѓутоа мора да направиме сериозно разграничување помеѓу случаи во кои што се носат одлуки во секунди и случаи во кои што имаме 5 дена не се носи ниту една одлука. Во кои што имаме комплетна негрижа. Тоа сакав да го кажам јас. Знаете, некогаш и имам чувство дека некако поради таа деликатност на процесот дури се банализираат случаевите во кои што гледаме дека има комплетно потфрлање на системот и на протоколите од страна на болницата, докторот индивидуално или групно, како и да е. Меѓутоа гледаме дека поради самата таа деликатност, некако дури и случаевите кои што лесно може да дојдат до правда, не доаѓаат до правда. Се согласувате со тоа? Како ви пошто некако имаше дури таму и каде што има очигледни грешки, затоа што еве јас сум медицинско лице и тоа баш дискутиравме, нема еден протокол на колку време треба да трае тој надзор, како што кажавте претходно. На пример да има, не може еден надзор да е готов за некој пациент за еден месец, за некој година и пол, за друг 5. Треба се тоа да е регулирано строго.
Зборуваме за надзорите во лекарската комора. Апсолутно, да. Генерално за добивање на одговор. Так. Паралелата ја направив свесно за да се разграничат. Значи, кога имате вие доктори, кога одлучуваат во минутка и се случува ситуација, се случува едноставно не успева да го станат да го спасат пациентот, и имате доктори кои што 5 дена не превземаат ништо, во очите на јавноста докторите Доктор е доктор. се исто гледат. И перцепцијата останува иста. И затоа е важно да се навлезе. Значи, секое сомневање од страна на пациент да се земе во предвид. И оние изговори, немаме капацитети или не можеме, значи, тие едноставно не треба да бидат. Лекарската професија, како адвокатската професија, се професии во кои што општеството им доверило одреден углед, им доверило одредена автономија, сами самостојно да се уредуваат, да се санкционираат. И таа одговорност значи и поголем и посериозен ангажман секогаш кога постои одредено сомневање дека постојат лекарски грешки. Така да, навистина е важно да, ако комората се соочува со одредени проблеми технички, кадровски, нека го побара тоа. Ама тоа да не биде изговор зошто да не се. Пак во комората гледаме доктори кои што не сакаат да прифатат да бидат дел од тие комисии кои што ги вршат стручен надзор. Повторно гледаме дека докторите некако цело време се оградуваат. И ја не можам да сватам оваа дискрепанца помеѓу тоа што го кажуваш сега ти дека докторите се оние кои што треба да се заштитат фелата затоа што никој не сака да биде поистоветен со лош доктор ако е добар доктор, а од друга страна па гледаме еден куп доктори кои што не сакаат да се вклучат во оваа битка. И некако мене искрено ми е нејасно. Да, точно, и лекарската комора, например, треба да е там, значи да излезе во пресред на докторите апсолутно, да им обезбеди добри услови за работа. Да, како што кажавме, една од незините функции е да ги заштити целата иронија е што они на еден начин се штитат меѓу себе, како што не објавуваат надзори и слично, а од друга страна не се ни помагаат едни на други, затоа што знаем, затоа има толку многу доктори заминати во странство, затоа што немале доволно добри услови за работа, кои лекарската комора требала да им ги обезбеди. Да. И тука е целата иронија за кого работат они уствари. Сакав на овој разговор и Гуцо што го спомна се надоврзам, една изјава исто ми остави впечаток за пациентката од Струмица што ја спомна Мирослава, што при операција на матка е биле подврзани мочоводите. Она изјави дека бара правда заради тоа што незиното дете студира медицина и вели не сакам моето дете ќе биде доктор, не сакам да си ја мрази професијата, затоа барам правда. Баш поради ова што го зборуваме дека не сака да се генерализира дека сите доктори се лоши, целата професија, целата фела. Види, мене ме спасија доктори во Скопје. Разбираш, јас прва не можам да излезам да кажам дека докторите ми се криви, апсолутно не. Јас лично грешката ја наоѓам во лекарска комора затоа што немаат критериум за кого и на кого даваат лиценца и немаат критериум кога таа лиценца треба да се одземе. Која е статистиката на одземени лиценци, што не е статистички можно едноставно. Да. Нема шанса да се толку безгрешни. И затоа јас лично проблемот го наоѓам главно кај лекарската комора, не кај докторите. Добро, Гоца, од твоето искуство, каде сметаш дека е проблемот во лекарската комора? Каде мислиш дека е таа кочница? Зошто се случува? Спомна нешто и со правилникот пред да почнеме со подкастот, ја не успев да го... Нетранспарентноста, значи, ако имате, за да имате институција која што треба да врши сама регулација, и таа саморегулација да врши стручен надзор, утврдување на дисциплински престапи и слично, вие неопходно да имате транспарентност. За да покажете дека ја вршите оваа функција, вие во очите на јавноста неопходно да бидете транспарентни. Илустративно, ако ја посетиме веб страницата на лекарската комора, клучниот правилник за кој што разговараме денес, правилникот за вршење на стручен надзор, ние не можеме да го најдеме. Значи тој не е јавно достапен. А од друга страна, ако ќе го најдем истиот таков правилник за фармацевтска комора, за стоматолошка комора, меѓутоа за лекарска комора тој правилник јавно не е достапен. Така да без транспарентност не можеме да очекуваме сите процеси кои што сите надлежности кои што ги врши комората треба да бидат транспарентни. И тука е проблемот не е ова нешто што е специфично за кај нас. Кај нас оди само во една многу друга крајност. Значи, професионалната солидарност постои насекаде во светот. Улогата на коморските организации е да предвидат соодветни процесни гаранции дека таа професионална солидарност нема да биде на штета на пациентите или клиентите ако се работи за адвокатурата и дека секој за кој што се
основано има сомневање дека направил одреден пропуск ќе биде соодветно санкциониран. И ова едно за да се санкционира, меѓутоа другата компонента е особено важна, а која што се занемарува за да се учиме. Значи низ пропусти, низ грешки се учи. Значи, ако во конкретна ситуација навистина се случила одредена лекарска грешка која што можело да се да се превенира, а таа не е последица на очигледна небрежност. Значи, едноставно сплет на околности, лоша кадрска техничка опременост, нема други специјалисти тука. Значи, врз основа на тие надзори може да се дадат препораки. И лекарската комора со право може да каже, ако сакаме да престанат овие, неопходно да се направат тие и тие. Да, затоа што едно не е решение само да се одземат лиценци. Значи може да се направи проценка дали на тоа одделение или кај тој доктор може да се изврши одредена дообука. Значи има многу решенија. Да не биде да одиме до крајност да се одземаат лиценци затоа што нели секој случај е различен, но проблемот е што нема апсолутно никаква акција од нивна страна. Ниту минимални промени, ниту промени у крајност. И сега само малце како пренасочам делот затоа што претпоставам дека нивниот изговор во моментов ќе биде ние не сме ниту суд ниту обвинителство. Еве ќе бидам Devil's Advocate на приказната. Нека ми одговора што се тогаш. Во ред, меѓутоа на крајот од денот дури да погледнеме големата слика и да ги погледнеме и другите институции кои што се вклучени во овој процес, кои што треба да има директно влијание да го заштитат животот и здравјето на пациентите, тоа не го прават. Така, значи тука станува зборни за инспекторатот е премногу тромав и Министерството за здравство како институција која што е надлежна и за инспекторатот и за комората, за комората не, таа е само регулирана, меѓутоа има директно влијание да може да ги подобри системските процеси и во болниците и во институциите и паралелно на тоа обвинителството ниту една од овие институции не успева да го испорача она што е потребно за граѓаните. Така да ние ќе го покажеме прстот кон лекарската комора во моментов затоа што во случајот со Дона имаме клучна улога дека е потребно да се испорача тој извештај. Меѓутоа паралелно на тоа јас како што гледам имаме проблем со тоа како што ви кажеш целиот синџер на институции. Точно, они имаат слобода за такво однесување затоа што кога барање од Министерство за здравство е поднесено, не е поднесено со одреден рок, на пример да се каже надзорот да биде готов до тој и тој ден. Не, туку само едноставно лабаво дека се бара надзор, но никаде не е регулирано ниту со рок, ниту со време трајање, со никаков протокол. И зашто го кажав ова, затоа што мислам дека некако као за сумарум на целиот разговор е многу важно да се потенцира дека, пак ќе кажам, ова е мојот личен впечаток од све што разговаравме, дека корупцијата, немање на системна заслуги во државата и комплетна игнорантност од страна на луѓето кои што ги носат политиките, и имаат направено еден систем кој што е нефункционален и тој систем кој што е нефункционален доведува и до лекарски грешки, а понатоа и до тоа пациентите не може да најдат својата правда. Неказнивоста, отсуството на одговорност. Так. Еве еден друг исто проблем поврзан со здравството. Немањето на терапија. Так. Колку имав, мислам, последните 2-3 месеци. Па затоа реков, докторите не се мокини и они имаат потреба и од комора и од здравство за да им бидат обезбедени услови со тоа што и пациентите потоа ќе бидат згрижени како што треба. Значи и самите доктори имаат недостатоци во нивната работа, точно, но кој е тој што треба да го реши тоа? На крај жртвата повторно ќе биде обичниот граѓанин и тоа е тоа. Затоа е неопходно партнерство. Значи, затоа е неопходно сите лица кои што сметаат дека се жртви на лекарски грешки, активно да излезат или во јавност, или да комуницираат со адвокати, да се зголеми бројот на барања за стручен надзор, да се зголеми бројот на кривични пријави од јавното обвинителство, да се покаже одреден притисок дека ова прашање веќе е дојдено до точката на вријање и дека е неопходно веќе да почнеме да ги процесираме. Да не ги броиме на една рака или на две раце во последните 2 декади колку доктори биле предмет на истраги и на истражни постапки, туку напротив да почнат. Дури како правник секогаш верувам во презумпцијата на невиност. Значи, важно е да има соодветна ефикасна истрага и да има соодветна судска постапка. Дали ќе се огласи за виновен или за невинен нешто друго, меѓутоа ако имаме транспарентна и фер постапка, од друга страна ќе може и жртвата, значи многу е важно некогаш и жртвата да дознае што се случило во конкретниот случај. Така да мора да се работи паралелно и на делот доверба. А единствен начин за доверба е ефикасна, квалитетна и транспарентна
истраги. И вака кога ќе кажеш во услови на комплетно потврдање на институциите да најверојатно начинот на кој што треба да се реагира е јавен притисок и доколку како што повика дека граѓаните треба повеќе пријавуваат, повеќе да си ја бараат правдата, најверојатно јавниот притисок ќе може да ги помрдне институциите од оваа мртва точка за да може да почнат да функционираат. Има ли нешто што не ве прашавме, сакав да го кажете, некако така е малце поотворен овој подкаст, па затоа чисто ме интересира како се осеќате во врска со разговорот. Па еве заклучок да. Кажав јас лично што сметам каде е застојот и кој е главниот виновник на целиот овој еден зачаран круг на акција реакција. Сметам дека клучна улога има лекарската комора, според мене. Јас имам само еден апел, порака. Значи, ајде да престанеме да бегаме од делот, ама другите за тај не сме само ние. Затоа што постои впечаток почита од животна средина, заштита на жртви од родово базирано и семено наследство. Секаде каде што имате ланец од различни институции, организации и тогаш и во сите тие ситуации многу често тоа не е наша надлежност, ние немаме капацитети или слично. Ајде да си го сработиме тоа што треба да го сработиме. Значи, знам дека оваа порака можеби е јалова, можеби е многу идеалистичка, меѓутоа всушност се решава на тоа. Секој да почне да си работи својата работа. Индивидуална одговорност. И индивидуална одговорност секако. Дени ти? Не знам, немам што да додам, не знам што ме гледаш. Мене една од работите која што ми беше многу интересна беше случајот кој што го спомна за барање на системски пропусти и обид да се докаже системски пропуст. Дали сте имале други вакви случаеви? Се обидуваме континуирано да следиме вакви случаеви. Работата е да се најде идеален доказ. Значи ние во многу често извештаите од стручните надзори вообичаено не дава аргументи да се водат постапки. Овој предмет го водевме токму заради тоа што овој извештај баш го констатираше тоа, дека причина зошто настапила последицата е тоа што во општата болница не располагала со соодветните. Ако ги гледаме нормативите, тие мора да ги имаат тие профили здравствени, таа опрема. И се обидовме, меѓутоа нема да се откажеме. Значи ние ги бараме и затоа ги охрабрувам сите граѓани кои што сметаат дека сигурно има. Само што не се излезени јавно. Да, важно е да се барат и да се најде случај кој што има одредени изгледи за успех за да може да се водат постапки. Со Сдруженијето на млади правници имаме полого време со работка и одлична работа врши мрежата и сум многу среќен за тоа и затоа сакав да го спомнам овој дел дека многу би бил среќен ако може понатака да видиме случај во кој што ќе успеете да докажете на суд системски пропуст и ќе може некако да се заокружи дека не станува збор само за индивидуална одговорност кај докторите, туку во моментов имаме системски проблеми. И сега затоа се навраќам затоа што пак исто и како еден од претходните подкасти, оно што го работевме со Бојан и со Насте за жртвите од сексуално насилство. Ова се теми кои што Ирела не толку често ги работи, нели цело време сме фокусирани на корупција, финансиски криминал, организиран криминал. Меѓутоа, зошто во последниот период се посветуваме и бираме повеќе вакви теми, е баш од причина што гледаме дека во моментов во Македонија системот комплетно потврла и имаме едно повисоко ниво е проблемот. Не станува збор за еден индивидуален случај како Дона, ти, дека има проблем да го реши. Туку станува збор дека ние како општество имаме проблеми и мораме да најдеме начин да го решиме. Да, затоа што здравството ги засека апсолутно сите. Така. И тоа сам последиците од невладењето на правото. Голем дел од овие работи што се случуваат. Така. Што сега треба да ги обработуваме. И супер звучеше ова, секој да си работи својата работа. Пошто на крајот денот и тажно е мислам единственото решение да луѓето да треба јавно да зборат за тоа и медиумите да треба да покријат секоја тема и да треба да покријат секоја лекарска грешка за нешто да се случи. И исто така става и многу голем притисок па на луѓето од нашата професија. Да, например и вие, новинарите и медиумите, може да излезете со иста изјава како лекарската комора. Не сме ние обвинители, не сме тоа, не сме институција, барајте си решение на друго место. Секој новинар може да си пишува што сака, да каже што сака. Значи, па ние тоа го видовме после епизодата Нечиста крв. Колку многу пораки коментари добивме, зашто ова не го истражите, зашто овој случај не го покриете, зашто ова не... А ние сме тим од 7 новинари, само има 7 новинари, другите луѓе работат многу различни работи што им помага на новинарската работа, ама не е возможно се да се покрие. Да, тоа е затоа што народот гледа
спаси и решение само преку медиуми. Знам и Ова е толку супер момент за да направиш плагин на нашата краудфандинг кампања. Да, почнавме пред скоро мотивирани од цело што се случува, односно дојдовме до момент кај што сватевме дека има премногу теми и премногу случаи, ние сме премал тим со многу малку ресурси, финансиски, човечки и секој ден е онака борба, особено сега колку толку е подобра, но првите години беше страшно и затоа одлучивме дека ќе почнеме нашата краудфандинг кампања, тоа е уствари прибирање мали донации од граѓани, бидејќи сметаме дека медиумите им припаѓаат на граѓаните и треба да работат само за граѓаните, од таа логика треба да бидат финансирани од нив. Ние кога отворив Мирал одлучивме дека нема да се финансираме со реклами, односно нема да прифаќаме никакво платено рекламирање, бидејќи баш тоа платено рекламирање многу често е обид да се влијае на содржината. И ова е еден начин за да проба да се заштити фелата од влијание кое што може да дојде од надвор. Дони Гоце, ви благодариме што бевте дел од твој подкаст и благодарам и на тебе што ја сподели јавно оваа приказ и пред ИРЛ, меѓутоа и со новинарите од ИРЛ, и се надевам дека и други жртви на лекарски грешки ќе се охрабрат после твојата приказна и ќе пробат да започнат една правна битка. Јас се надевам дека се помалте ќе има лекарски грешки, ама така, да, кога ќе има нека излезат во јавност. Ви благодариме. Благодарам. Хвала и на вас.